Беше тоа на 13. јули 1878 година, кога заврши Берлинскиот конгрес, на кој тогашните големи сили Германија, Австро-Унгарија, Русија, Англија, Франција и Отоманската империја воспоставија нов однос на силите на Балканот. Беше тоа на 13. јули 1946 кога при земската болница во Скопје е формирана првата станица за трансфузија на крв. Од мала станица со еден лекар и 3 медицински сестри, таа прерасна во Републички завод за трансфузиологија. На 13. јули 1990 година во Скопје е основана Социјалистичката партија на Македонија. За прв председател е избран Киро Поповски. На 13. јули 1907 година е роден Елисије Поповски, македонски комунист, учесник во Шпанската граѓанска војна и во Народно-ослободителната борба. Бил делегат на првото заседание на АСНОМ, носител на партизанска споменица 1941, бил политички комесар на првата оперативна зона и член на главниот штаб. Во ноември 1943 водел преговори со германската команда во Струга, во Ботунската теснина помеѓу Ботун и Струга, за размена на германски заробеници за политички затвореници, припадници на Народно-ослободителното движење на Македонија. Во август 1944 тој бил учесник на првото заседание на АСНОМ. По ослободувањето бил на разни политички функции, меѓу другото бил раководител на УДБА во Македонија до 1952. Починал во Скопје на 9. ноември 1972. На 13. јули 1951 почина Панко Брашнаров, македонски револуционер. На Голи оток во така наречената болница на работилиштето Мермер умре Панко, македонскиот национален деец, народен учител, хуманист, воденичар, кафеџија, градинар и слуга, најстар пратеник на првото заседание на АСНОМ, прв председател на заседанието и прв подпредседател на АСНОМ, прв доверител за информации во првата привремена влада на Македонија, најблизок соработник на Методија Андоновченто, еден од плејадата херои и маченици на Голи оток. Панко Брашнаров е роден во Велес на 27. јули 1883 година во семејството на Тодор и Коца Брашнарови, како четврто дете по браќата Димитар, Јован и Милан. На 13. јули 2008 година почина Михо Атанасовски, македонски поет и писател за деца и возрастни. Михо Атанасовски е роден во Скопје на 10. април 1934. По завршувањето на средното образование тој работел како новинар во повеќе редакции. Долги години ги уредува емисиите за деца на Македонското радио. Добитник е на голем број литературни награди и признанија, меѓу кои наградата за најдобра книга за деца на Струшките вечери на поезијата во 1979, како и наградата Ванчо Николески за најдобра книга за деца објавена во 2000 година. Наградата му била врачена во февруари 2001 година од Друштвото на писатели на Македонија, во која тој членува од 1957.